ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој, ти благодарам за твојата љубов, за твојата милост, за твојата сила. Ти благодарам што толку не возлюби. Ти благодарам што ме создаде по Божиот образ. Ти благодарам што ми дувна во душата дух животен, да станам жива душа. Ти благодарам што ми го отвори умот да го разберам писмото. Ти благодарам што ми го даде твојот син Исус, да ја пролее својата света крв за секого од нас и за мене, и за моето семејство, и за сите вас, и за секого од нас. Ти благодарам што и денеска зборуваш низ мене, што ме испрати да бидам пратен. Не зборувам јас, туку ти зборувај низ мене, нека секое слово го допре, секој оној кој ќе го отвори срцето и ќе повика кон Исуса. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Ние живееме во еден свет во кој луѓето му служат на мамон. Врзани се за земјата, за имотот, за семејството, за парите. Посебно во македонската политика, а веројатно и во политиката на македонскиот полуостров. Вие гледате дека се прави за пари. Татко мој, те молам да им ги отвориш срцата и душите на политичарите да се покајат, да не го продаваат сопствениот народ. Да немаме партиски заедници кои оправдуваат се што прави партијата заради личен интерес. Сквернавење, армакедонска битка, уништување на се што е вредно, уништување на Божјата љубов во секого од нас, правото да бидеш тоа што те запишал Бог. Македонец, дојди во Македонија и помогни ми, избран сад за свечена употреба. Марко 4 глава па рече. Знаете, ова писмо, ова слово е живо ако живее во духот, ако му дозволите на Отецот Небесен и Исус да се населат во вашето срце, ако им простите на сите, ако се покаете од срце и за гревовите на вашите предци, ако никого не осудувате, ако ја побарате Божјата волја во вашиот живот, на едно место вели со возобновен ум, за да разберете која е праведна, совршена, богоугодна, Божјата волја за секого од нас. Бидејќи од духовниот свет, како падната природа на земјата, ние не го гледаме тој духовен свет околу нас. Ние не знаеме што се случува, ние сме слепи. Кога ќе стурнеш слеп човек од патот, проклет да е. Луѓето се расправаат, посебно за имотот. Не ги почитуваат родителите, а тоа се основи за проклетство.
кој не ги почитува таткото и мајката, живее живот во проклетство. Знаете, ако ти не можеш таткото и мајката да си ги почитуваш, како ќе го почитуваш Бог? Како ќе му служиш на Исус, ако немаш љубов кон блиските? Иако на едно место Исус вели која е мојата мајка, кои се моите браќа, но тој што не се грижи за своите полоше од неверник. Светото писмо е дадено да не поучува и да не усовршува, да разбереме што кажал Исус, што направил Исус, како треба да постапуваме и ние, како да действуваме во љубовта, како да се усовршиме во љубовта. Луѓето се расправаат за тук имот кој ќе помести меѓа на братот, проклет да е. Знаете, кога сака да земе нешто што не е негово, нема благослов, прашање на момент кога ќе дојде на платата па рече Царството Божјо прилега на човек. Во еден момент Исус им вели Царството Божјо е во вас внатре. Внатре во вас, бидејќи Духот на нашиот Отец што е дахнат во нас, самиот Дух, љубовта Божја е во нас, мало пламенче кој треба да се распламти, да стане оган што согорува, да изгори се што не е од Бог. Прилега на човек што фрлил семе в земја. Знаете, па спие и станува ноќе и дење, а како никнува и како расте семето, тој не знае. Ние знаеме, ке фрлите семка и ке изникне. Ке изникне. Слава ти, Господи Исусе Христе. Така треба да изникне во вашето срце. Жетта, дрвото на животот. Љубовта да се распламти, да се вратите во Царството Божјо, да им простите на сите, никого да не осудувате. Некои од нас се поставени да го бранат Евангелието, па треба некогаш да кажат некои работи. Зошто е поделен Исус во заедниците на земјава и кој го поделил? Зашто земјата сама од себе донесува плод. Условно речено, Бог дава да расте. Најнапред стебленце па клас, нити си полевал, ниту си растел. Јона кога се расправа со Господ, најнапред со нашиот татко стебленце па класа, потоа и полно зрно во класот. И кога ќе узрее плодот, твојата душа, веднаш испраќа срп. Значи, ние сееме слово, го објавуваме. Ние сме семето ако действуваме како Исус, ако љубиме како Исус, ако простуваме како Исус, ако веруваме како Исус, ако ја исполнуваме волјата на Небесниот Отец како Исус, ако сме пратени, ако не зборуваме од себе, туку Отецот наш зборува низ нас. Тогаш ние ќе бидеме живото семе кој ќе потекне други да го фрлат семето, да го примат семето. Тогаш сме ние семе во движење. Тогаш сме ние богоугодна жртва, духовна служба со нашите тела и души, живи камења во неговата црква. Црквата не е градба, туку е начин на живење по стапките на Исус, да чекориш по светлина, да те води духот на нашиот Отец. Ако ќе узрее плодот, значи ние сееме, а Отецот Небесен и Исус се жетварите со ангелите. Така да луѓето кои ќе почнат да дознаваат нешто од Словото, почнуваат да жнеат ово и вака, оно и така. Ние не знаеме, имаме примери на луѓе кои сме ги чекале долго трпеливо, како што наш самиот Отец не чекал да се покајат. По долги години паѓа болен, плаче, се покајува. Јас не знам понатаму колку се покајал, колку му е срцето отворено. Не гледам на лице, јас на лице гледам. Господ знае на срце кои сме ние. Кога ќе се представиш еден ден пред него, нема да те праша што си направил на земјата, во материјалниот свет, колку книги, колку жени, колку пари, колку домови. Туку ќе види во твоето срце дали ти имаш љубов за сите, дали си се усовршил во љубовта. И говореше со што да го споредиме Царството Божјо, или со каква парабола да го прикажеме. Тој ни раскажува во слики за да разбереме. Тоа е како синапово зрно, мало семе, кое кога се сее в земја е помало од сите земни семиња. А кога ќе се посее, израстува и станува поголемо од сите зеленчуци, пушта големи гранки, како што расте во љубовта, така што под неговата сенка може да се вгнездат птиците небески. Птици небески, ако пораснете во љубовта, го оставате земното тело во земја, се враќа во земја, освен ако не го просветлите. И одите во духовниот свет, во Божиот свет, во царството на љубовта, во царството на Небесниот Отец, на едно место
Isus im veli, ne plaši se, samo veruvaj. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. I so mnogo takvi paraboli im go propovedaše Словото, за да разберат колко што може да слушаат, колко што може да примат, колко што можат да бидат послушни, колко што може да му бидат послушни на Исус. И без параболи не им говореше. А на учениците своји насамо се им објаснуваше. Значи, ова се повеќе од параболи, треба да ги разберете што значи. Насамо им објаснуваш, учениците негови беа со него, но не го разбира што им зборува. Така да денеска некој после 2000 години и нешто, кога ви го толкува Словото од себе, тогаш Словото убива. Бидејќи е без духа, духото животворува. Ако не сте поставени, не барајте мнозина да бидете учители. Оти поголемо осудување ќе добиете. Тој ден вечерта им рече да минеме на спротивната страна. Од што? Од езерото, од собствената душа, од мамона. Спротивната страна е Бог. И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа, кога ќе преминеш на спротивната страна. Ти си сега на која страна? Земјата е подножје на нозете негови, под нозете негови си паднат. Како и да го разбираш тоа дека сатаната е фрлен на земјата? Земјата е создадена само за тоа, не е создадена за уживање. Да минеме на спротивната страна. Кога минуваш на спротивната страна, на страната на Исус, се случува ова. И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа како што беше во коработ, зашто вие сте коработ. Телото ваше е коработ во која плови душата. И други кораби беа со нив. И се подигна бурен ветер. Ветер се подига кога ќе минете на спротивната страна, од страната на сатанската природа, паднатата природа, кон страната на Исус. И брановите се префрлуваа во коработ, така што тој веќе се полнеше, тој пак беше на кормилото и спиеше. Исус спие на изглавница, на возглавница. Значи, кога ќе минеш на спротивната страна, од тоа што си, од телесната природа се случува бура. Го разбуди и му рекол: учителе, зар не ти е грижа што загинуваме? На едно место тој вели: не плашете се од оние што ви го убиваат телото, а душата не можат да ви ја убијат. Туку плашете се од оној кој може и душата и телото да ви ги погуби во пеколот заради Божиот закон на љубовта. Ако излезете од законот на љубовта, не им простите на сите, осудувате, не се покаете, тогаш го имате око за око, зап за зап, се она што сте го правили на другите ви се прави вам. Кога навредувате вам, ќе навредуваат, кога крадете вам, ќе ви крадат, кога сте убивале, ќе ви ги убиваат вас или вашите деца. Затоа се чудите кога некои семејства по машка линија умират, некои по женска линија. Треба да се отклони проклестото, да се покаете, да застанете пред Исус. А тој стана, му заповеда на ветрот и му рече на морето: Исус, замолкни и престани. Во името на Исус ние зборуваме денеска така, а тој во свое име, во името на Отецот. За да не биде нашето име, што и да побарате во мое име. Значи, во Исусово име, волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Синот и поверува во него да живее живот вечен. Ние сакаме својата волја, своите кефови за душата, не се грижете за тоа што ќе јадете или што ќе пиете. Па им рече: како сте толку плашливи? Како немате вера? Како немате вера? И ги опфати голем страф и говоре еден на друг: кој е овој што и ветрот и морето го слушаат? Тоа се неговите апостоли. Како мали бебиња и деца одеа со него, гледаат чуда, не веруваат до крај. На крај мораше да им биде воскресно да се покаже, бидејќи кога го распна Исуса, сите се разбегаа. Зашто е пишано тука: ќе удрам по пастирот и овците ќе се разбегаат. Премина отаде море во Гадаринската земја. Отаде море, кога ќе преминеш, има бура и треба да издржиш бурата со Исуса. И кога тој излезе од коработ, веднаш го пресретна од гробовите еден човек со нечист дух. Сега ви ја кажува втората состојба. Треба да го изгоните тоа што е во гробовите. Варосани гробови, категорија на душа, полна со зло. Тој живееше во гробовите. Варосани гробови, фарисеи, садукеи и дури со вериги никој не можеше да го врзе. Кога ќе му дојде некоја кавга, знаете, најблиски луѓе се караат за имот, осудуваат, колнат. Најблиски луѓе од семејството. Секоја кавга за имот е во проклисо, кога сакаш да земеш нешто без благослов.
Проклет да е тој што ќе турне ограда, туѓа ограда, ќе прелипа ограда, или ќе помести меѓа на ближен свој. Зашто многу пати беше во окови, во вериги врзан, ама ги кршеше оковите и ги раскинуваше веригите и никој не можеше да го скроти. И секогаш ноќе и дење тој беше во гробовите и по ридиштата, викаше и се удираше со камен. Значи човек со нечист дух, видите како се однесува кон Исус. Штом го виде Исуса, духовниот свет го препознава, оддалеку притрча и му се поклони. Само на Господ мојот Бог му се поклонувам. Ние денеска сме сведоци како нашите политичари, разни луѓе се поклонуваат на политичари, на звезди, одредени лажни звезди за кои се чува актери, фудбалери, писатели, уметници, пејачи, за кои се чува дното на пеколот за секогаш кои не оддаваат слава на Бога, славата е Негова. Зашто Твое е царството, молитвата на Маслиновата гора, овде на Елкината гора, и силата и славата во сите векови. Силата и славата. Па како извика со силен глас рече: што имаш ти со мене? Значи демонот му зборува на Исус: со мене, Исус е сине на Севишниот Бог. Тој го препознал, тој добро знае кој е сине на Севишниот Бог. Син на Севишниот Бог, тој е категорија кон која сите ние се стремиме. Те заколнувам во Бога, во Отецот, ние би рекле, не мачи ме, зашто му беше рекол: духу нечист, излези од човекот. Со власт, слово со власт, а ние го имаме во името на Исус. И го праша како те викаат, Исус него, а тој одговори рече: легија. Легија не големата основна единица на римска војска, нели? Голем број, мноштво. Легија, легион ми е името, зашто сме многу. Полн си со нечисти работи. Си ги прифатил во телото. Не љубиш, осудуваш, мразиш, крадеш, лажеш, се поклонуваш на политички партии, на поднебесните сили на злото, за да дојдеш на власт во Македонија. Ние гледаме кој го поставува. Поднебесните сили на злото ги поставуваат луѓето. Ние гледаме кому се поклонуваат. Само на Господ мојот Бог му се поклонувам, рече: Исусе, те сакам. И многу го молеа да не ги прка од тој крај, а таму поридот пасеше големо крдо свињи. Свињи, пазите категорија, свињата се враќа во калта, песот на својата блујаница, доаѓа, се моли, име пее, се искапува и се враќа во калта на старите навики, на старата нељубов, на старата природа, на грешната природа, на сатанското тело. Напоено и задоено, извалкано во калта на нељубовта, песот се враќа на својата блујаница. Пратине во свињи, не го молеа демоните да влеземе во нив. Исус веднаш им дозволи. Значи ти кога се враќаш на старите науки, тој дозвола да живеат во тебе. Ти треба да се спротиставиш, да надраснеш со помошта на Исус. Напад, омраза, секоја штета што се наместува врз тебе, да ја преминеш, да ја победиш со љубов. Исус веднаш им дозволи, откако излегува нечистите духови, влегува во свињите, тоа е, значи не се свињи, категорија на луѓе кои се враќа на старата навика, не ќе да се смени. 30 години оди во црква, од една, од друга, од трета. Не зборувам за луѓе што не веруваат. Оди во црква, прави нешто таму, истиот е, не се поместил, се враќа во калта. Песот се враќа на својата блујаница. Јурна крдото по стрмнината во морето и бе околу 2000 и се издавија во морето. Ви покажува што ќе биде со вас. Дали ќе биде море или огнено езеро, дали ќе изгорите во огнот на љубовта, дали ќе бидете повторно падната природа и ќе сонувате како паѓате и како летате. Во тело или без тело, не знам. Тоа го знаат небесниот Отец и Исус. Оние што ги пасеа свињите побегнаа и известија во градот и по селата. Нивните водачи, нивните пастири, нивните лидери, нивните духовници. Излегоа луѓето да видат што станало и дојдоа кај Исус, кој ќе им згусти. Го видоа бесомачниот во кого имаше легија, како седи облечен и со здрав ум. Кога ќе застанеш со Исус, и се уплашија, а оние кои беа виделе раскажуваа што стана со бесомачниот и со свињите. И почнаа да го молат: пазете, да си оди од нивните краишта. Но не ми треба Исус, ја добро ми е.
Той болен ја прифатила болката. Ти велиш да дојде да почнеме нешто. Така не знам. Знам што ми е. Знаеш што ти е, ако знаеш што ти е, јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото. И ќе ја трпиш болката. Додека еден ден не повикаш, не паднеш на колена и кажеш Исусе, прости ми. Значи тие го бркаат да си оди од нивните краишта Исус. Нивните краишта, твоето тело и душа го бркаш со начинот на однесување, што не ја прифаќаш љубовта, што не го вртиш до другиот образ, што не го љубиш братот свој како себе си, што не ги љубиш непријателите своји. А кога влезе во коработ, оној што беше бесомачен го помоли да биде со него. Исус не му дозволи, но му рече, оди дома кај своите, па раскажи им. Тоа е задача на оној што ќе му се случи добро нешто во имените. Раскажи им што стори Господ за тебе и како те помилува. Дома оди кај своите. Своите околу тебе што се. Раскажува им како си дошол до Исус. Како ти помогнал за едно или за друго. Си отиде и почна да раскажува. Под 10-то градието што му направи Исус. Што направи Исус за мене? Го разбуди моето срце за љубов, да ги надминам сите состојби во овој свет со љубов, да растам во љубовта, да се покајам за секој грев, да се сетам кој сум и што сум и каде треба да завршам, зашто сум паднал на земјата, како несовршена природа. И го барам Царството Божјо, Татко мој, небесен, се враќам пак кај Тебе. Те сакам, Исусе, амин. А кога премина Исус со коработ пак на другата страна, внимавајте на која страна ќе преминуват, дали на страната на Мамона, на Зерзеву, на Сатаната или на страната на Исус. Кај него се собра многу народ, значи тие што имаат потреба. Беше покрај морето, ете дојде еден од старешините на синагогата по име Јаир. Ова го раскажуваат сите како ја воскреснал Јаировата керка. Па штом го виде, падна пред нозете негови. Не можеме да зборуваме и за црква. Жената обична црква, секогаш има телесен момент, има духовен. Значи падна пред нозете негови. Обрнете внимание. Падна. Секако земјата е подножја на нозете негови. Ние сме тука паднати, но ти треба да паднеш сега. Ти си уште еден што треба да падне. Да падне. Те сакам, Исус Христе. Падна пред нозете негови. И усрдно го молеше. Усрдно. Говорејќи, керка ми е на умирање. Дојди, Господе Исусе Христе. Положи ги рацете над неја, за да оздрави да биде жива. И појде со него. А по него врвеше многу народ и го притиска една жена. Ова го има во другите евангелија, сум го читал и претходно. Што боледуваше од крвотечение 12 години, некој се мачи. И големи маки беше претрпела. Од мнозина лекари потрошила се што имала, сите пари без никаква полза. Ќе ги дадете однаш парите да се одврзете од материјалниот свет. А и станало дури уште полошо. Штом чу за Исус, дојде меѓу народот одзади и се допре до облеката негова. Треба да се допреш до облеката на Исус и да се држиш за неја. Зашто се вереше само ако се допрам до облеките негови ќе оздравам. Таа веќе го знае тоа. И веднаш престана крвотечението и таа осети во телото свое дека е излекувана од болеста. И Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него. Се сврте кон народот и рече: кој се допре до облеката моја? Учениците негови му рекоа: гледаш дека народот те притиска, а прашуваш кој се допре до мене. Но тој гледаше наоколу за да ја види онаа што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше. Па знаејќи што стана со неа, приде, падна пред него. Повторно падна. Мораш да паднеш пред Исус, синко. И му ја кажа целата вистина. А Исус и рече: керко, керко, и ти таму што седиш од другата страна, верата твоја те спаси, може да те спаси. Ако паднеш пред Исус, се допреш до облеката негова и не се пушташ. Оди си во мир и биди здрава од болеста своја, да паднеш пред него, да се покаеш за сите гревови, за гревовите на твоите предци, да им простиш на сите,
od srce, nikoga da ne osudуваš, da je pobaraš неговата волја во твојот живот и да го бараш Царството Божјо, да паднеш пред него, да се држиш за него. Додека тој уште зборуваше, дојдоа од кај старешината на синагогата и му рекоа: за Јаир памтете. И тој падна пред него, керка ти умре. Исус ја победи смртта, ние што мислиме? Телото останува овде во земја, освен ако не го просветиш како Исус да го крене горе. Но тешко е. Треба да имаш многу љубов, трпение, да поднесуваш се, да го завртиш другиот образ, да ги благословуваш оние што те колнат, да ги благословуваш, да ја претрпиш штетата, да не осудуваш. Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на старешината на синагогата: умре, смртта не постои, луѓето се плашат од смртта кога не се во Исус. На едно место Исус вели: вие не можете повеќе да умрете. Кој им вели: одете си и вие, тој вика: каде да одиме? Апостолите: ти ни зборуваш за живот вечен. Живот вечен е да го познаат Исуса Христа. Не плаши се, само верувај. Не плаши се, само верувај, брате и пријателе. Армакедонецу, пази на која страна преминуваш, на која страна си, зашто има бурен ветер, има демони кои ќе те свлечкуваат. Не плаши се, само верувај, брате и пријателе. И никому не му дозволи да оди со него, тие што немаат вера, освен на Петар, Симон Петар, на Јаков, на Јован, братот на Јаков. Пазете на која страна преминувате, на која страна сте сега. Имате ли љубов за сите? Зошто ве продаваат вашите водачи? Одат му се поклонуваат на поднебесните сили на злото. Го продаваат сопствениот народ, а немаат право на тоа. Секој треба самиот да реши. Не можеш да решаваш за другиот, дали ќе му припадне тоа на сатаната, дали ќе се откаже од Исусовото име Македонија, ќе земе некое друго име. Затоа и неговите да имаат сребреници. Дојде во куќата на старешината на синагогата и виде врева, плачење и силно врескање. Тоа ви се случува. И кога влезе им рече: што сте се развикали и расплакале? Исус често молчи и чека да му каже Отецот што да зборува. Вие кога зборувате од себе, девојчето не е умрено, туку спие. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. А тие пак му се подсмеваа. Тој пак, откако ги истера сите, пазете, зборува за садукеи, фарисеи, писмознанци, левити. Евреите го знаеа словото. Го знаеа скоро сите луѓе дека ќе дојде Месија. Дојде кај своите и своите не го примија. Потоа избра народ што ќе го прослави неговото име, македонците. И сега, наместо македонците се држат за Исус, како жената, како бесомачниот да бара помош од нив, од него, да облеката негова. Тие бараат заштита од организации, масонски, сатански здруженија кои ќе ве свлечкаат. Тоа е бурен ветер, преминувате на другата страна. Па откако ги истера сите, го зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него. И влезе каде што лежеше девојчето и кога ја фати за раката, рече: талита куми, што значи девојко, тебе ти велам, стани. Се однесува и на тело и на црква. Заедница, стани. Тој на неколку места вели: стани и оди, стани и оди. Станете да си одиме од овде. Луѓето седнале на некоја црква и таму пуштиле корења. Се уште врзани за земјата, за материјалното. На другата страна. И девојката одеднаш стана. Почна да оди, треба да станеш, да почнеш да одиш по Исус да одиш, не по твојот пат, Божјата волја. И имаше 12 години и сите се зачудија многу. Може би се тоа годините од кога треба да почнеш да одиш по Исус. А тој строго им заповеда никој да не разбере за тоа. И рече: дајте и да јаде. Што да јаде? Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи Исус им вели да преминеме на другата страна, има бура. Мислат дека ќе изгинат. Таму има потоа гробови, варосани гробови од кои треба да се истера. Цел легион на демони. И тој му вика: не плаши се, само верувај.
pa to tamo ima svinjivo koji će vlezat kategorija na luge. Vidite, ako vi raskažu vam samo ova prikazna površinski, jasne zboruvam od sebe, od one što me prati. Vnimavajte na koja strana ste, koga preminuvate. Ne plaši se i samo veruvaj. Tatko moj, u ime to na Isus, ti blagodarim što mi go otvori srce, to prosti mi za sve koji ne pokajan gref. Se molam za site onije što se potreba, što slušat svega da kažat Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Doprete go mjesto da kada što ve boli Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Im prostuvam na site, nikoga ne osuduvam, se pokajuvam za sve koji gref, se pokajuvam za grevovite na mojte predci. Ga baram tvoja ta volja, tatko moj, vo moj život, go baram carstvo to Božjo. Ostavam se od tvojite race, so polna radoske prihvaćam sve što mi događa. I ke povtorujem, ne plaši se, samo veruj. Armakedonecu moj, čeda возлюбени, Nebesniот Otec go isprati svoj Sin Isus, vi dade živo slovo. A vi se ušte se matkate, satanata ve seje kako pčenica, vašite vodači ve prodavat za 30 srebrenici. Mu se poklonuvat na mamone, mu se poklonuvat, im se poklonuvat na podnebesnite sili na zloto. Ne za satanata i da za Isus. O moje to srce i duša, o naša ta zajednica, te molam za sila nebeska, za zajednica ta Isusova, za crkva ta Hristova. Ja ostavam Makedonija vo tvoje race. Ta je tvoja zemlja, ne dozvolilo da je raskrčmat. Ti blagodarom što praviš ognjen štit okolo mene za tvoja slava. Jedan ke natera vo bekstvo 1020. So tvoj star meč i mečot na duhot gi raskinuvam u ime to na Isus site prangi. Što satanata gi forilo vrz mene, vrz moju tim vrz naša ta zajednica. Vrz makedonska ta zemlja i vrz sekade. Krv ta Isusove vrz mene, tatko moj, u ime to na Isus, ogan od nebesata da izgori. Sve što ne je od Boga, moje to srce i duša, o moj timot, o tvoj timot Isuse, o naša ta zajednica, o makedonska zemlja. Har Makedonesti, vreme je da preminete na drugata strana, mesto za poslednata bitka. Samo vnimavajte na koja strana preminuvate i da li se držite za oblekata na Isus ili za nekoj mamonovi otpadnici, podnebesnite slugi na zloto, slepi vodači koji je voda dvojama. Ne plaši se i samo veruj. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, mir vam do Božjo carstvo nebesno. Amin. Da napravite ništo, so me ne možete, da napravite se, ne živeš samo od jadenje lep, tugu od sekoj zbor od ustata na Boga, so tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, podesni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se, ne živeš samo od jadenje lep, tugu od sekoj zbor od ustata na Boga, so tebe možem se, Isuse Hristose,
so tebe.